Ајдете. Почитувани гледачи на Отворена телевизија, добредојдовте во најновата емисија, прва епизода на По еден кадар со Александар Цветковски. Добре ни дојде. Или добре не покани, како иди сега во целава ситуација? Добре, ве најдов. Ја почнуваме прва емисија на исклучително македонски начин. По-непотистички не можеше да биде, ама сега не сме во Англија родени. Како си? Супер, еве, откако се спремивме за прв пат во студио. Да. Импровизиравме на супер студио, многу книги. Актис ни е тука како подпомагач на емисијата и како иницијатор од озгора на сетото и на Отворена телевизија и на се што се случува сега и понатаму тек ќе се случува во реализацијата на нашите заеднички планови. Мора некако да се почне. Мора. Како што почнав со гитарата. Во минатото секој имаше некоја специјалност да направи шековита свирка. И мораше така, тоа не е како ентри, како влез во нештото. Некој свиреше рок, некој знаеше многу да речи, сакаше да свири рок, па ќе ги почне работите со нешто како она. Друг знаеше класика, па ќе почне она. И т.д. И секој имаше по една специјалка, така, и на крајот станавме специјалки. Најинтересното од целава приказна, мислејќи се со кого да ја почнеме емисијава, и сосема случајно дојде буквално се гледаме во еден неработен ден, нема да кажеме кој. И зашто беше прогласен за неработен ден, не е ни важно, ви рекав, ајде да ја почнеме емисијава, ајде да ја почнеме. Сега ми вика, нели ќе ја правеше со музичари, ја реков, ти шо си? Ми вика, кустос. Добра де, а ова од кај? Тоа далечно минато е, супер де, ајде да слушнеме малку за тоа далечното минато. Значи, сите го знаеме како еден од најдобрите кустоси во Македонија, во Прилеп дефинитивно, ама ретко кој знае дека е музичар. Од каде, кога и како и зошто прв пат со инструмент со музика? Откој знам, прво беше музиката, после беше седрова. Музиката и каратето заедно тогаш ми одеа. Да? Да. За каратето не... Иначе јас сум бивш каратист. Од прво до четврто одделение, ма ете и тоа ни е заедничко. И гитарата, и карате, и афинитет кон уметност. Не случајно сме се сретнале во живот. Има Прилеп култура и со спортовите, и со каратето, не само сега, уште пред војната, 1919 во Соколаната, затоа е направена. Каратето меѓу првите дојде во Македонија, кога идеше во Скопје, дојде и во Прилеп, на времето уште Бузе го донесе, значи, замисли, и тој е музичар, кларинетиста, па го донесе каратето во Прилеп, така. Сега ми паѓа на памет еден каратиста, музичар и глумец, и најверојатно ќе се потрудам да го донесам за втората епизода. Нема да му го кажам името. Да, апсолутно, значи, едноставно, порано моравме да одиме, како сега децата што ги носат на англиски, па на тенис, па било шо, ние тогаш одевме во музичко училиште, јас таму свирев виолина, например, во музичко училиште. Моравме да одиме на некој спорт, моравме да одиме на училишни активности и така. Образованието беше друго, не беше. Значи психофизички развој како што треба од сите аспекти. Морало. Значи тоа било не само родителите да се грижат, туку и самото училиште се грижеше тогаш, мораа да добијаат добри деца, добри ученици, сакаа наставниците да им одат децата на такмичење и сето тоа. И затоа дојдовме да бидиме малку посестрани и така да речем, Прилепчани има по неколку занаети. Ја откој знам свирам, татко ми свиреше гитара, првите, Бог да го прости, тој ми ги кажа, уште првите акорди ме поднаучи и после
трчавме од овај до онај, нешто да научиме, ние викавме да видиме некоја финта, да научиме, да трчавме уште по Фластер Сити, по Смугревци, по Силуети, да само да ги видиме некаде по Жарко Точако уште тогаш. Тие ни беа идоли прилепски. Стефче Мудуро, например, се Канада, не знам каде, Америка, али тогаш едноставно ни беа лидери тие луѓе и трчавме по нив. Иако беа само неколку години постари, немаше каде да се види, немаше интернет да ти покаже некој песна, акорд, тоа беше предизвик. За разлика од сега, каде со YouTube можеш буквално да научиш се и тоа ти е достапно со еден клик се. И сега ти кажа дека ги научи првите акорди од татко ти и јас знам дека ти првите акорди ги пренесе на сидми. Традицијата. Продолжуваме. Прво черта. Сега го зборуваме кај традицијата, да ја зачуваме традицијата е еден убав пример како една убава традиција се пренесува од колено на колено, свирениот инструмент. За разлика од некои што ни представуваат што е традиција како требало да се чува и да не одиме натаму. Да не пајчаме. Да прескокнеме сега еден дел од животот, затоа што ако те оставам да раскажеш за детално за секој дел, тоа ова ќе трае, има подкасти од по 3 сати, ама мислам за 3 дена, тешко дека ќе завршиме. Пак ја имам 60 години, значи не сум вчера. Па едното друго имаш многу вештини, многу знаење и од озбира сето тоа си добар раскажувач и тоа може да стане еден серијал, не знам, од 75 сати. Затоа малку да ја врамиме приказкава. Значи ретко сите те знаат како кустос, ретко кој како музичар, а по професија си антрополог. Антрополог, етнолог. Сега, моето прашање, да го водиме разговорот натаму, се запишуваш во Белград и таму продолжуваш и да свириш. Како ги склопи тие две работи? Прво овде почна. Прво овде имавме групи, значи со Стив Созоки. Стив е, значи, одличен текстописец, има одлични песни кои не се познати за жала, би биле хитови ден денеска. Направивме група, па направивме после на група Тајње, затоа што сите бевме заљубени во некоја Тајња. Тоа беше и со Бане Нешковски, со Кралевото време, ни помагаја постарите од Маркови внуци, че дојдат да ни покажат некоја финта, така не се знаеше, значи тогаш имаше по некој учебник толку беше. И то сето беше напишано со ноти, па моравме и ноти да учиме за нешто да научиме и касетофонот и снимај. Толку беше, немавме ни некоја техника, ни било што. Во Белград почнав да свирам рок, се разбира, потрошив се што имав на рок музиката, сакавме да снимаме албум, па измислуваме редовни трошоци, па воредни трошоци. Кутри мои родители мислам некако го поднесоа тоа, платија. Но немаше каде и дојдов до местото, применив една група, втора линија фронта, Демијан, Црни петак, таму околу Белград, Панчево. На крајот дојдов, реков, мора да свирам кафана. Значи во кафана се земаат парите за подоста да ги трошиш за рок музика. Значи не од секогаш дека парите се во народното, не дека нешто специјално се сменува. Апсолутно, парите се во народот, парите се во младите и парите се во тие што лесно ги заработиле. Исто и денес, мислам, кој ти дава 100 евра бакшиш, ако ги заработил често и најнормално. Тој што лесно ги заработил, тешко барата со добар вкус. Се знае, таму имаме турбо фолк, удриме дозоре, што викаат србите, и имате сега изборот е дали имате босански турбо фолк, српски турбо фолк, дали имате сомнителна поп музика од оние исто што се поп музика, али е фолк. Во разговори со една пријателка која што често разговараме за музика и тај одличен познавач на светска дискографија и дури рековме тој сомнителниот поп е полош од турбо фолкот. Затоа што турбо фолкот барем знаеш на шо се со нив. Кај овие не знаеш на шо се. Кај нас имаме ние многу богата традиција на тој ефтин поп. Значи уште Мишо Ковач на времето и тие ги поставија темелите на тие тој поп од 2 акорди, мислам 99% се странски плагијати, тоа не се значи кантавторски песни вистински, но имаме тука имашме машина во Југославија беше многу тешко да се појавиш.
Значи, ние се оттепавме од давање пари, од снимање и му бевме измејчари на мама Коко, на групата познатата Дадо Топич, тоа беше со нив. И одевме, му бевме пред група за да ти свират луѓето пола сат и да ти караат мајка тука ти не на тебе да те гледаат, дошле да ги гледаат звербите. Ај кога ќе завршиш да почнеш за тие што наредовме? И на крајот реков мора да се оди во културно-уметничко друштво, бидејќи најдобрите културно-уметнички друштва ги држат најдобрите тезги во Белград. И така и беше. Јас почнав во кафаната која се викаше Развод брак. За 4 години 5 убиства се случиле, но нема што да бираш. Нема првата тезга никогаш ти не ја бираш да не те видат дали нешто вредиш. И кога видоа дека свирам и бас гитара, и контрабас, и гитара, така, подлепував прво на замена, па после ќе влезеш во некоја си добра постава за да можеш да бираш и тезга. Лесно е че си мултиинструменталист, можеш и во рок, можеш и во народно, можеш и во турбо. Добро го видов дека парите се во народното. Прво во турбо фолкот, а во Шпанец се негуваше во културно-уметничко друштво Жигица Јовановиќ Шпанец, значи најголемо аматерско, заедно со Крсманаци или со Танец. Тие беа неколку најголеми, и Ладо од Хрватска. И со нив и се патуваше и се учеше, но таму е многу тешко да влезеш. Ја како гитариста бев 145 на листата и реков што да правам, морам да земам контрабас да свирам. И учев контрабас, за да влезам, контрабасиста бев четврт. И за 2-2,5 години чекање да влезам во прва постава, така да кажам, се избори да влезам во таа постава, но тоа е од помаките. На најнеквалитетниот контрабас, од прилика кога ќе стегнеш житата, од прилика е како исто на жешка рингла да вадиш. Па прво пукаат прстите, па се прават плускавци, па плускавците почнуваат да крварат, па ги лепиш со фластери и не се откажуваш. За 3-4 месеци прстите се буквално не чувствуваш ништо и така се почна. Но со Шпанец, значи, успеав да дојдам и до подобри тезги, на крајот се разбира со оркестарот од Караниколич Зоран, веќе и како скадарливски музичар ќе се појавував кај шо. Така ја завршив таму. Сплавовите, Скадарлија, Зона Замфирова, тие беа најскапите тезги, може да се каже, и се разбира после 12 часот генералските журки на Дедиње, кај што нити знаете ништо, само ќе ве пикнат во комбе и ќе ве однесат на... Но, Мали влегове в комбе, каде? Не е твоја работа каде, твоја да свириш. Комбе, да. Сега, пошто спомна дека свириш толку многу различни жанри, те замолам па да ја земиш гитарата и го имаме неколку пати правено, уште пред 10 години за прв пат комби свиреше. Прошетај не со некој колашче, например, како звучи еден музичар во кафана, како на рок концерт, како на турбо фолк сплав. Значи, како свири рокер? Рокер си свири бустер. Тоа се последните жици. Или ќе свири на сите жици. Ќе комбинира. Така. Во културно-уметничко друштво имаш само контра. Што побрзо, то поубаво. И контрата се вежба. Кога се свири во кафана, ако имаме 5 души, тогаш се разбира најбитниот се хармонијата. Ако свириш удриве, дозоре, песни, така, имаме шема. И само се вези. Да. Ако свириш, например, на Скадарлија, таму се унгарските романси, например, и со многу тешка хармонија. Таму гласот и хармонијата се слуша, например, Јесус стиже дуња моја, не мирише више цвече, зумбулале јорговани. Така? Сите различно слушаат, плюс зависи во кој оркестар свириш. Ако свириш со ефтини турбофолклери, тогаш се знае, тогаш е сето стакато. Ако свириш со добри музичари, тие, например, бараат да го свириш и басот и ритамот. Цигани у балкони, ако не е простиен,
стигали имат коњи, а коњи добие, и така натаму. Значи, секој начин се свири на секоја песна се свири на различен начин и нормално од се најубави југословенскиот, на вистинскиот рок. Значи, Бора Чорба, компанија кои беа на времето, Парни Валјак, Сломljeni стакла, Диви анџели, канал Генерација 5. И секаде се свири на различен начин. Сега сакам малку да влеземе во конфликт. Оти нема театар без конфликт. После што ќе разбрзуваме ако не се подврзи. Јас имам еден став за музиката, дека музиката не е за забава. Дека музиката е медиум. Знам твојот став и затоа го поставам. Музиката треба да пренесува пораки. Најбитните жанри во светот кои што се биле движења, биле антиестаблишментски движења. Освен еден кој што е најпопуларен кај нас, тој е турбофолк, кој што е естаблишментски воспоставен. Сега, твоето мислење околу воопшто што е музиката и за што треба да ни служи? Зависи од кого ќе тргнеш. Римјаните ја сметале музиката за математичка наука. Она што е кај нас десетката, во музиката е осумката. Значи, до, ре, ми, фа, сол, ла, си, до првото и последното се исти. Значи, исто како да имаме декаден систем, само со 8 тона. Односно 13, ако ги земеме сите тие полустепени и степени, значи сите се 12, 13 еднаков на првија. Значи, математика. Ако земиме, например, пуританците да ги прашаме, тие ќе кажат дека освен класиката ништо не е музика. Музиката, устварно, класиката е драма. Во тоа време жанровите поминуваат театарот, музиката, значи изведувачките други уметности кои ги има, тие можат да дури да се транспонираат една во друга. Така, значи преку еден ораториум или преку опера раскажуваш драма. Но исто кога свириш раскажуваш драма. Например, слушаш музика и викаш, ова веројатно е руски автор, или чуеш, ова веројатно е германски автор, дури да не знаеш која е музиката, да не си ја чул. Самата школа, самиот звук, што сака да долови. Тоа се минати времена. Вистина за волјата, значи ако зборуваме, тоа било музика само на високата класа. Сега не можеме да кажеме дека опера слушале луѓето кои едва и се преранувале. Со популаризацијата, со ширењето на музиката, таа од оној висок пиедестал почнува да си ја бара публиката. И не верувам дека можеме да кажеме дека музиката не е забава. Музиката стана забава, пред се за широките маси, некогаш таа е била одраз на една висока култура, но и сега е одраз на висока култура. И сега имаме групи, имаме капсули, луѓе кои сакаат рок, луѓе кои сакаат да речеме ритам и блуз. И свират ритам и блуз. Еве имаме, например, прекрасна, прва, најдобра група во Македонија, Крозород Блуз Бенд, која тоа го негува, така? Со виртуози како музичари и со своји песни, со Веќе се и надоградени со бек вокали. Абсолютно, со бек вокали, со се, значи Орличен бенд кој што го негува блузот и дефинитивно и обстојува колку сега со промена лесна земја на Савет, тој беше повеќе од 30 години обстојува. Така е смислено. Али остана се уште заедно, се надоградија со девојки за пратечки вокали и одат по пат. Понатаму, значи имаме ние во Македонија имаме други многу убави примери, например, кои се воспоставени. Имаме ние примери за тежок рок, имаме примери од шансона па до сите жанрови, значи застапени. И тие си имаат своји капсули, своји обожаватели, луѓе кои тоа го слушаат и едноставно народот е мерка. Но сепак главните пари се земаат од турбофолк и се земаат во кафеани, на свадби, не толку од самата продукција. Продукцијата служи само за интернет гледање и да имаш добри тески. А тоа не е променето, тоа е уште од Југославија така беше. Ние за да добиеме добри тезги, моравме да одиме, еве уште во Шпанец кога бев. Јас бев во Шпанец, во број 1 друштво, но морав да патувам и со друштва како Војводе Степе, на кои
ората редовно ги сгрешаваја, но имаја донатори или со Срем друштвото од Јакова. Нив јат му беше спонзор. Така, Југословенски аеротранспорт. И сега нема врска колку се тие квалитетни, сакаш да патуваш, ќе патуваш со нив, така. И тогаш беше исто, значи, така, снајди се па живеј. Тогаш беше многу потешка, сега е многу полесно, тогаш џабе ти беше идејата, ако немаш луѓе. Сега со добра идеја, со добра песна, добра продукција, например, звук, како што викаат саунд, можеш да успееш. Сега е катастрофална работата што сега не пеат, сега зборуваат. Најмладите клинциве раскажуваат приказни, не му се ни нешто многу интересни, но кои сме ние па да судиме сега на 60... Веќе кога ги спомна приказните, се сеќам, јас кога бев клинец и бендовите кои што тогаш ги произведе Македонија, Присто момбата и Кузешка тенија, Студени нозе, Нулта позитив, кои што негува еден сериозен музички стил, значи едните джез, другите рок, третите, не знам, фанк, а приказните им беа баш онака младалачки, социјални, едукативни, жигосуваја негативни појави, Ристо момбата, љубовни на вистински начин за млади луѓе. Антологија. А сега генерацијата која што има околу, не знам, 18-20 години кој што твори музика, кој ќе им ги слушнам текстовите, имам чувство дека ги пишувал некој 60 годишен несреќно влюбен човек, кој што се заљубил на 20-40 години, ја бркал и таа сепак не се поддала на неговата љубов. И тој толку смачкан и убијан, и решил да ги напише тие две строфи и полурефрен. И ќе плачиме на 20 години за неостварената љубов. Не знам, според тебе, еве, како човек кој се занимава со многу уметности, антрополог, човек кој што работи во музеј, кој што прочитал многу и психологија и така натаму, што се случува побогу со мозоците на младите? Зошто не се бунтовни, а плача за жените и за, не знам... Видимо е музиката, слушними е музиката, че го знаеш сето останато. Значи, што се случува? Прво, тие не сакаат да бидат големи. Тие не веруваат дека можат да бидат големи, дека со труд можат да постигнат нешто. Тие сакаат без никаков труд. Станувам од спиење, го земам телефонот и сега ќе направам нешто, па ако ми даде Господ, ќе имам некој лајче, некој ќе ме види, па ако не можам да кажам нешто паметно, па можам малку да се подсоблечам, така? Значи, немаат долна граница. Не можат да сватат. Без напор ништо не можат да постигнат. Работата е мерка. Музиката е работа. Колку повеќе работиш, толку си успешен. И второ, идејата. Ако си кантавтор, ако знаеш да правиш музика, тогаш делиш. Ако ти свириш кавери, сепак ти свириш кавери, не твориш. Музиката е уметност. Една од неколкуте уметности. Музиката е уметност, зборот уметност потекна од умешност. Значи мора да умееш да го правиш. И животот треба да биде уметност. На многу луѓе животот може да си го направи да им биде уметност. Ми донесе многу убав цитат на Бертол Брехт, кој што вели сите уметности треба да служат на најголемата уметност, а тоа е живеењето. И апсолутно точно е. Сега точно тоа не се случува. Младите се имаат откажано од своето јас. Се чувствуваат дефрагментирани, не можат да се ориентираат социјално, а и нема социјална ориентација бидејќи нема вредности. Највисока вредност ми е да станам политичар и да крадам. Крадењето му е врвен домет. Веќе никој не се преправа дека е тука за нешто друго. Кадровска група, идам на власт, крадам. Джипови, пари, голишави женски, тоа го гледаат, тоа го сакаат. Тоа се одразува во песната. Плаче за љубов, а кажува да купам джип. Извина, зашто ти е джип? За да фатиш женска? Ние на времето ни гитара не ни требаше, можевме ние да пееме или само да се додворуваме на жените. Така, само бевме упорни. Ние ако требаше за женско на колена до Битола ќе одевме, а сега не сакаат да се потрудат. Сега се такмичат со жените, дали таја поголема или јас сум поголема. Да му кажеш, ебре мајмуне, ти си дошол тука да кратиш женска или да ја продаваш филозофија.
Земи клекни малце ако веќе нешто бараш, така. Кога ќе дојдеш за пари назаим, мораш да бидеш малце да... Така исто и со жените. Не можам да сватам, тешко им е да им дадат комплимент на девојчињата, тешко им е да ги погледнат, тешко им е да го одвратат погледот од телефонот. Како очекуваш со тие вредности да направат? Страшно кога ќе излезеш по кафиче, да душа многу ретко ми се случува затоа што излегувам само на едно место, таму се уште се држи некаква пристојност на добра музика и на комуникација, ама ми се случи на една свирка пред месец дена беше, онака седиме со стоиме уствари со еден човек со тапанарот на The Hounds, генерација сме и се развртуваме вака и вака Билија, ако излезат од кафичов луѓе кои што ако излезиме тие што сме над 35 години, што ќе остане? Тоа е трагичното има. А кај што се тие под 35 години или под 30, не знам, во 20 кои што се сведува на чепкање во телефони, дури сеат намаса, или кршење чаши и плачење на турбофолк. Или селување во странство. Па, тоа е веќе екзодус, не е селување. Не се виновни младите. Не. Примерот и негативните вредности, лошите вредности, нашата генерација и генерациите после мене им ги дадоја. Значи, ние не бевме доволно храбри, дозволивме општеството да ни се расипе, и сега ние ќе си платиме за својот кукавичлук, што бевме некојаш кукавици. Што не пазевме кој влегол во политички партии, ние им се смеевме 90-тите. Види го, кој влегол во политичка партија. Стварно, ниеден човек што држеше до себе и нешто што значеше, не беше во политичка партија. Ние се смеевме. На крајот испадна дека тие се смеат, ние ќе плачиме. Но попатно, кога видовме дека тркае за пари, дека тркае за некаква си власт, тргнаа луѓето после тоа, ги испуштија децата едноставно. Ги препуштија на телефоните, ги препуштија на мас медиумите, ние знаеме. Светските, значи, таа глобализација сака потрошувач, не сака паметен човек, сака човек што троши. Апсолутно, консуматори, конзумери. Еве младите. Ние дозволивме тие да се консуматори, како дозволивме? Ни падна образованието. Какви беа некојаш наставниците и професорите, какви се сега. Колку време тогаш им требаше да магистрираат и докторираат, колку сега им треба. Па и музичката академија, еве и музиката да ја земиме. Порано нема да најдеш човек кој во музиката малку од малку се појавил и успел, без да има илјадници часови слушано, преслушувано, друго, свидено, сега нема. Сега воопшто не е музичар, пушта синтесајзер и синтесајзерот му ја прави песната. Тој воопшто не е вклучен. Вика, баш ми е гајле, едно девојче го лишаво. Има аутотюн. Ќе звуча ко работчиња. Така. Малку ќе се подоблечам, па джип, па луксус, па куќа, па ова, пона ги гледам тие елементи кои ги има во спотовите. Она е болно. Но не се децата криви. Криви сме ние, постарите, што сето тоа го дозволивме, не го исмеавме, не го жигосавме, а во многу работи бевме и соучесници. Наместо учесници станавме соучесници. Значи не може за крај да извадиме подобра поинта дека не се криви младите, а тие што им оставивме. Добро, јас сум нека средна генерација, нивамо ни таму 80-ти, али сега одгледувам тинејџерка на никаков начин. Се трудам, ама па сега колку што е возможно да се бориш против технологија која што веќе сериозно навлезена во живот. Точно со помош на технологијата можеш да се бориш со технологијата. Како се боревме порано? Дали ти текнува со кои песни? О, како е лепо бити го. О, како е лепо бити го. Полгодина на шпица не може да има. Главу, паси траву, Фала ви што гледавте, што останавте до крај. И се гледаме забрзо со втора епизода. Надеваме дека ви бевме интересни, прошетавме од најубавата уметност, музиката, низ па и бајаги филозофски животни теми полека.
Живи здрави, се гледаме за брзо и во еден кадар завршува сега.